Народот ги гледа реалните проекти кои што владата на Република Македонија ги спроведува во помалите општини, порача премиерот на Република Македонија и кандидатот за пратеник од третата изборна единица од коалицијата за подобра Македонија Емил Димитриев од Македонска Каменица и Пехчево. Во Македонска Каменица најави поддршка на рударството и во иднина. Ние сме свесни дека помагајќи ја компанијата која што работи тука, ние го помагаме нашиот народ кој што екзистира од таа компанија и од тој рудник. Нас ни е многу важно да дават квалитетни плати соодветни на трудот кој што го даваат рударите, да има квалитетни услови за работа, посебно водејќи сметка за безбедноста при работата, бидејќи се работи за ризична професија и да се води сметка за влијанието на животната средина. Три работи ни се најважни што се однесува до рудникот, а од наша страна ќе направиме се векот на рудникот и работењето на оваа компанија максимално да се продолжи, да се искористи максимумот што природата ни го дала тука од аспект на минерални суровини. И во иднина ќе имате силен поддржувач во владата и ви гарантирам дека Каменица, Македонска Каменица е ставена исто и во сите преговори со потенцијалните инвеститори за потенцијална нова инвестиција во Македонска Каменица. Во Пехчево и Берово носителот на листата од третата изборна единица Илија Димовски го најави новиот проект кој што го содржи програмата Реално, а кој што се однесува на отварање на рурални развојни зони во помалите населени места. Ние досега во минатите неколку години покажавме дека за прв пат можеме да спроведеме политика за отворање на нови фабрики и за отворање на нови работни места. До сега таа политика даде резултат во големите градови. Затоа во програмата на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, уште во првите 10 страни, еден од носечките проекти е рурални развојни зони. Што значи тоа? Сакам многу кратко да објаснам и сакам да кажам целта на тој проект. Тоа значи дека сета поддршка која што ја добивале досега само странските компании, од сега ќе ја добиваат и странските и домашните. Сета поддршка што ја добивале големите компании, од сега ќе ја добиваат и големите, и средните, и малите фирми кои што можеби некој од вас ги има или планира да ги отвори. Пред граѓаните на Македонска Каменица, кандидатот за пратеник од Македонска Каменица, Весна Јовановска, ги представи проектите кои што се предвидени во програмата Реално, а кои што ќе се спроведуваат во Македонска Каменица. Намалување на цената за приватизација на градежното земјиште за изградба на стопански и производствени капацитети, рехабилитација на патниот правец Кочани, Превалец, Македонска Каменица, Делчево, изградба на пат за село Тодоровци, Албанска мала во должина од 1 километар, изградба на пат за село Цера, Гребенска мала во должина од 800 метри, изградба на локален пат за поврзување на село Саса со регионалниот пат, изградба на селски улици во селото Цера и Дулица,